Пушти го човекот! Пушти го човекот! Ноќта на 25 ноември 2010 година, полицијата упадна на Перонаков 60, адресата на која се наоѓаше А1 телевизија. Првичното објаснување е асистираат во контрола за финансиски злоупотреби во фирмите на Велија Рамковски, иако во тоа време од денот работат само новинарите. Тие беа добро организирани настани од криминално-засторничката организација која направи Груевски. Еден месец подоцна, Рамковски е приведен. Диктатурата на дело! Малце назад. На Груевски демократијата! Еве ова е! А потоа и речиси целото негово семејство и соработниците. Не очекувавме во ниеден момент дека ќе се апсат 23-ца, дека ќе се оди на фамилии, дека ќе се оди на ќерка, на внуци, на син. Додека МВР и обвинителството го градат случајот Пајажина против 23 управители и основачи на фирми на Перонаков 60, во јануари 2011 година е блокирана сметката на телевизијата. Новинарите отвораат студио пред владата. Власта ја затвора А1 телевизија. Во јули згаснува фреквенцијата, а со тоа и најголемата телевизија во земјава. Неполна година подоцна, на почетокот на 2012 година, паѓа првата пресуда. Од вкупно 23 обвинети, 20 се осудени за затајување данок од над 5 милиони евра и други дела. Тотална правно силување, правна екзекуција заради крајната цел да се затвори А1. Семејството Рамковски никогаш не отстапи од тврдењето дека Пајажина е политички монтиран случај, за да се замолчи медиумот кој беше гласен критичар на владата на тогашниот премиер Никола Груевски, но неодамна почна и формален обид да ја докаже својата вистина. Десет години по случувањата во А1, поранешниот собственик на телевизијата Велија Рамковски бара повторување на постапката. Перонаков 60 сега изгледа руинирано, но и на него и на ќерка му Емел не им изгледеле сликите од минатото. Емел, 2 живота да ги живеам, не можам да заборавам 2 слики. Едната кој ќе доаѓав, ги гледав новинарите тука, секој пат беа тие заедно. Втората слика ми е ужасот со нападот на полицијата. Причината што Перонаков 60 сега е руина е предметот со име Пајажина. Рамковски и уште 22 други лица кои беа основачи и управители на фирми на истата адреса беа осомничени за злосторничко здружување со цел измама, перење пари, затајување данок. 20 од нив беа и осудени бидејќи со дејствијата избегнале плаќање на над 5 милиони евра данок. Еден од 20 осудени на кого случувањата во А1 за секогаш им го сменија животот е и поранешниот директор на телевизијата Дарко Перушевски. Таква брутална употреба на сила, на цел државен врв синхронизиран за да уништи еден медиум, а при тоа да настрадаат 20 на фамилии, е нешто што мислам дека оваа земја не го памети. И не треба да се случува било која демократска земја. И по една деценија, се уште може да се најдат снимките како инспекторите со помош на полицијата прават претреси на Перонаков. Објаснувањето беше дека собираат докази за финансискиот криминал за кој се товареа осомничените. Сите документи ги зедоа, без да направат попис. Сите компјутери ги зедоа, без да се започнат према законите, треба да се запечатат и да се отпечатат во присуство на нашите. Тие претреси ќе доведат до тезите на обвинителството за организиран криминал, предводено од Гордана Ѓешковска, дека осомничените лажно прикажувале извршени услуги, наводни продажби, повеќекратни плаќања на фактури, неовластени позајмици, со цел да избегнат данок или да перат пари. Ние бевме помирени дека сме осудени. Ние само не малтретираа тие нивниот театар што го спроведува на 60 рочишта. Тоа беше изживљавање. Немавме можност да се браниме, немавме можност да коментираме. Седи, не е така, седи, не може, седи. Тоа беше реакциите, тоа беа на судиката. Не смееш да се браниш, не можеш да се браниш. И после неколку
рочишта, веќе сваќаш дека не ти дава право да се браниш, едноставно се повлекуваш на позиција на статист, да гледаш што ти испланирале. Видите, тоа не би го нарекол нефер судење, тоа беше правно силување, едноставно. Значи, од самиот чекор на определување притвори, од целата конструкција што се направи на брзака за тие 3 месеци. Според Рамковски, обвинителството во ниту еден момент не извело докази пред судот за делата што им се ставале на товар. Ниеден документ на цело судење немаше оригинален финансиски документ. Ниеден. Све беа од Excel, све на компјутер одработени и тоа го презентира. Немаше фотокопија на документ. Значи, сите документи што ги зедоа, ги снема. Тие не знаеа ни за каков долг зборуваат. Тоа беше некој измислен долг, не можеа да се договорат меѓу себе за сумата, колкав е долгот. Ние тоа во судница го гледавме. Цифрата цело време скокаше, растеше, нагоре, надоле, за да се затвори Ајден. За да владеат на начинот на кој што планираа да владеат, без пречката, голема Ајден. Вкупно 109 години за дрешетки добија 19-темина осудени на затворски казни. Велија Рамковски 13, по 6 брат му Амди и ќерката Емел. Синот Хеди, кој се уште е во бегство, 7 години. Директорот Дарко Перушевски го осудија на 5,5 години. Еден осомничен доби условна казна, а тројца беа ослободени. Рамковски вели дека по излегувањето од Идризово ангажирал нов адвокатски тим и во јануари годинава до судот го доставил барањето за повторување на судењето. Според Законот за кривична постапка, има 6 основи по кои една судска постапка може да се повтори. Кои ви се главните аргументи изложени во барањето за повторување на судењето? Неизведени докази, материјални докази на судењето. Оригинални документи книговодствени. Најде запленети и најдени во судот. Сега, нашиот адвокат влезе со дозвола на судот, влезе во подрумите на судот, најде оригинални документи. И тоа е во основата, покрај бомбите, за нашиот заклев за повторување на процес, затоа што на тој процес немаше документи. Тврдиме дека тие другите, малтене 90% од тоа се што е одземено, дека е клучно за да се дојде до вистината. Правната основа во барањето е буквално тоа дека се криени докази. Рамковска вели дека со барањето за повторување на судењето доставени се и транскрипти од нелегално прислушувани разговори кои се однесуваат на случајот А1. Е овде кафето се вареше. Меѓу нив се и овие што излегува во јавноста. Значи тие како транскрипти веќе во судот во нашето барање фигурираат од 27 јануар оваа година. Барањето за повторување на постапката Рамковски го поднел до Основниот кривичен суд Скопје. Од судот за 360 степени велат дека се постапува по барањето. По добивање на барањето, тоа веднаш е доставено на мислење пред надлежното обвинителство. По добивање на мислењето и неговото комплетирање, барањето од неодамна се наоѓа на разгледување и постапување пред надлежниот кривичен совет. Поради ковид епидемијата, судот им дава предност на итни, неодложни притворски предмети. Кога кривичниот совет ќе донесе одлука, странките ќе бидат веднаш известени, велат од кривичен. Ама неќе ме ќе поќе да издржувам. Сакам правото и правдата. Зар не е права реформа примената, реформа во судството, што налага Европска Унија, баш отварање на случајот на Ајден? Надеж има и верувам дека пошто ние бараме ништо повеќе но повторно судење, не сакаме никој да не прогласи за невини, значи ништо тешко, сакаме само повторно судење. Ако добијам повторување на постапка, тоа значи дека за некој број на денови Хеди ќе се дојде дома. Таа е таа слика што ја имам. Хеди како доаѓа дома.